Добар ден, кога гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е професорот на Филозофскиот факултет Ристо Солунчев. Господине Солунчев, македонското општество е поделено по сите основи, особено на политички и етнички план. Кој е виновен за ваквите поделби? Многу е тешко да се бара конкретна вина, кај конкретен човек, конкретна група. Веројатно сите сносиме вина, бидејќи низ сите нас се манифестира некаков објективен дух, но би можело да се каже на две нива. Може би едното ниво би било дали воопшто овој народ овде е историски народ. Значи ми се чини дека имаме проблем во тоа да се наметнеме како историски субјект, значи кој живее во некаков си историзам. Значи тоа е таа физиономија, мислам дека се уште не е оформена. И вториот момент, системот на политичките партии, оти ми се чини дека релативизацијата не води кон ништо, затоа што политичките партии се исти на нивото кога се политички партии. Во оној миг кога една политичка партија ќе освои власта, таа веќе станува власт. И затоа не може да се каже дека власта е иста со опозицијата. Тоа е една релативизација опасна и опасна теза, затоа што на крајот од криштата во еден миг кога политичката партија станува власт, таа станува моќ. Оттаму, раскажувањето на приказна за македонскиот народ и за македонците, одговорноста за таа приказна и за затварање во едно гето на митологија, што се случува последните години, апсолутно ја сноси власта. Имено ми се чини дека таа недооформена историска физиономија на македонците како историски народ во последните години во една квази дискурзивност создадена во тие системи на нарација, направија не само овој народ да изгуби и тој зачеток на историска физиономија, туку да се затвори во некакви си диахрониски, тоест некакви си синхрониски модалитети на мешање на историски собитија. Значи нема развој, туку се постави моментот дека сте македонци само ако се врзувате за едно историско собитие. Ако се врзувате за АСНУ, вие сте предавници. Ако се врзувате само за ВМРО, само тогаш имате некаква вредност. Тоа е една идеологија која што во основата апсолутно не знае историски да мисли. И затоа може да се случи да се мешаат Делчев и Александар Македонски без никаков тоа е можно само врз еден митолошки систем на нарација. Можете да ги мешате Делчев и Александар Македонски. Значи ми се чини дека на прашањето одговорам на две нивоа. Не е дооформена историска физиономија и системот на политички партии, тоест една политичка партија која доаѓа на власт ја абсорбира државата и автоматски ја абсорбира го абсорбира субјектот на нарација. Значи, буквално само таа партија ја формира нарацијата на една нација. Колку самата власт, наместо да повикува на поделби, треба да го сплотува народот? Па мислам дека е невозможно власта да го сплотува народот. Јас тргам од една моја позиција на философ, ми се чини дека власта по принцип е модалитет на моќ и во самото начало на моќта е да ги разединува луѓето и ако говори за сплотеност, тоест создава квази сплотеност за да може да ја дистрибуира сопствената моќ. Значи, вие имате потреба да сплотите 500.000 луѓе за да можете да дистрибуирате моќта. Тоа не е сплотеност. Тоа е квази сплотеност. И оттаму власта не може да сплоти еден народ. Сплотеноста мора да дојде од друг сегмент. Не може од системот на власта како дистрибуција не може да дојде било каква сплотеност. Тука сум апсолутен песимист. Значи на власта и одговараат поделбите во општеството? Да, апсолутно. Мислам дека тоа апсолутно се прави. Ни се случија и протести на кои граѓаните повторно се поделени на политички план. Зошто граѓаните не се обединуваат за ништата кои им се важни и од кои зависи днината на државата и демократијата? Значи, делумно, оно што го постави во првите прашања, можете импликации да изведете во однос на ова. Значи, имате апсолутна корупција. Значи, тоа дали е некој корумпиран во власта е
најмал проблем. Тоа секогаш ќе се случува. И можеби тука можам да се согласам со мои пријатели кои застапуваат другата страна, значи кои стојат од другата страна. Значи секаде има корупција на власта. Но проблемот е тоа што народот и граѓаните не треба да бидат корумпирани. Значи и затоа е целата идеја на власта не е себе си да се излече од корупција. Тоа е тешко дека можете да го мислите. Работата е како да се преминат врските на власта и граѓаните, во смисла да не може власта да го корумпира народот. Значи, овој народ е апсолутно корумпиран. Значи, збориме од сегментот да му даете 15.000 денари плата и да биде среќен со тоа, па од највисок степен бизнисмени, да им даете сделки, да градат фирми, да градат мостови, споменици, сето тоа е една апсолутна корупција. И тоа иде во насока на тоа дека буквално луѓето создаваат од нив егоисти. Значи, да мисли само на себе. Не е битно, јасно ни на сите, дали е некој корумпиран или не. Но мислам само на себе. Мислам само на себе и на моето семејство. Значи, и во таа смисла апсолутно не сака. Оно е, буквално нашиот народ стана као не знам, лојт од глупав и поглупав, нели, му зборите. Значи, вистина. Луѓе, ние ги девалвиравме системот на вредности, вистинолюбивост. Значи, потребата да дознаеш што се случувало се вика вистинолюбивост. Мојот народ ја изгуби таа карактеристика. И е на граница да се ничкоса под човечко суштество, бидејќи во него нема желба за вистинолюбивост. И на социјалните мрежи може да се забележат поделбите меѓу граѓаните, повици на линч, повици на насилство. Како да се бориме против тој говор на омраза на социјалните мрежи? Да го смените материјалот. Значи, дали може да се менува материјал на некој човек? Може би тоа Шопенхауер вели, кај луѓе постојат интелигибилни карактери, не можете да ги менувате. Значи, во принцип, јас сум тука доста во однос на тие граници помеѓу говор на омраза и слобода на говор. Значи, ми се чини дека јас би можел да бранам правото и слободата на човек да критикува одредена група или одреден човек. Значи, да не го прифаќа неговиот лајфстайл, начин на живење. И тоа да пишува за тоа. Да тера мајтап, нели? Да биде политички некоректен. Значи, ми се чини дека и Жижек зборува за тоа, дека доста веќе од она една лигава, либерално, капиталистичка, политичка коректност. Значи, нема проблем, критикувајте. До оној миг кога има директен повик на линч. Затоа што другиот се смета дека е нарушува митолошката приказна и митолошкото гето во кое што се ставивме, нели, дека македонците тоа е од Марс, Господ прво нив ги донел на земјава и тоа е таа една митолошка приказна и тоа е сите истиот штоф е тој на Александар Македонски и на Гоце Делчев. Значи тоа е тој што ќе го навреди тоа наеднаш е предавник. Зошто? Зошто никој не избори за тоа? Овие што протестираат не збораат за рушење на митолошка приказна, тоа имплицитно се подразбира дека рушат приказната која што чини ѓавол и полпарија, во исто време не умираат деца поради лошото здравство. Значи тоа се, но во основата целта на овие протести е да се бара да не се прикрива вистината. Страшно е кога од инстанцата на председател се постапува така што се прикрива вистина. Значи тоа е криење на вистина. Значи сакаме да дознаеме што правеле тие луѓе што се таму 56 така. И најднаш што ви вика нема никош да дознаете. Во име на некакво квази помирување, некоја лига вешки ислам. Затоа збориме, значи вистината треба да помири. Кога ќе дознаеме вистината, тоа ги помирува луѓето. Криењето на вистината нема никош да доведе до помирување. Тоа е погрешна поставка. Очигледно луѓе не знаат ништо, не работеле со вистината, не знаат ни логика, ни философија, таму највеќе се инсистира на вистината. Ви благодарам за издвоеното време. Фала ви на вас. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.